Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Настаните кои го одбележаа денот се: Девети мај, меѓународен ден на победата над фашизмот и денот на Европа. Пригодни свечености низ цел југоисток. Светски познатиот музичар Зоран Маџеров почина денеска. Музичарот, кој по потекло е од Струмица, на 7 октомври 2016 година настрада во страот на сообраќајна незгода. Македонија изобилува со многу природни богатства и интересни места што може да им се понудат на туристите, меѓу кои е и Доиран. Започнуваме со дневникот. Светски познатиот музичар Зоран Маџеров почина денеска. Музичарот, кој по потекло е од Струмица, на 7 октомври 2016 година настрада во страот на сообраќајна незгода. Во коматозна состојба Маџеров беше префрлен во Скопје, каде лекарите се бореа за неговиот живот. Сообраќајната незгода се случи кај Пилав Тепе на патот меѓу Струмица и Радовиш. Зоран Маџеров со својот автомобил удрил во цистерна која била превртена на патот. Инаку тој со своето семејство живееше во Загреб, Хрватска. На светската јавност Маџеров и е познат како ботълмен, односно човекот кој свири на шишиња. Денеска се навршуваат 2 години од оружената пресметка во Кумановската дива населба, која траеше 2 дена, при што животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Денеска се навршуваат 2 години од оружената пресметка во Кумановската дива населба, која траеше 2 дена, при што животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Во престрелките животот го загубија Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самоиловски, Нинат Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои минатата недела посмртно беа одликувани со медал за храброст, за покажаната исклучителна храброст и самопрегор во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Кумановци велат дека со животот во градот продолжува и по настаните во диво населје. Оние кои живеат на улиците каде што водеа оружени престрелки и чии што куќи беа оштетени, добија обештетување и куќите целосно се обновени. По завршување на настаните беше проценето дека се оштетени 66 куќи. Работа и црк се живееше и сега ви. Овдека живеем, овдека. Се сеќавате ли на 9 мај кога започна? Па, не, на 9 мај се сеќавам и во живот не може да забравим, зашто мене ме фати во работа сум ја, а дома сум ми биле деца, жена, тука и цела фамилија овдека. Тоа е катастрофа на никога, зашто кад не знаеш што се десува, многу е тешко. Тоа како еден облак пројде, не дај Боже више да дојде. И мислам дека нема опасно повише. Се сеќавате ли на 9 мај пред? Па се сеќаваме, беше лошо, народ бега, плаче се нормално ратно стање. Лошо беше. Него више да се не понови.
Куманово е меѓуетнички град. Да. Живее различно етничко население. Да. До сега немало поголеми проблеми. Мирно се живее. Никако до сега не е имало, мирно. Ali ете трфило се, дали од политички аспект, дали од тероризам, да кажу. Дојдева с некој зло намеру да настрада народ, а и они највише полицајци. Штето сам полицајци ги нашо. Па моментално се живее мирно, нема проблем сега за сега. Овие се први. Па ја мислам и понатаму ќе нема. Полека све ќе се смири, све ќе дојде на свое место. Има соживот, знаеш, не се страшно било. За свако е страшно било. А зашто па да нема соживот? Луѓе сме сви исти. Сви исти. Без разлика боја, вера, нација. Во соборниот храм Свети Никола во Куманово денеска се одржа панихида за 8 загинати припадници на полицијата кои учествуваа во оружената пресметка во Кумановско диво населје пред 2 години. Панихидата ја организираше општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. За настаните во дива населба од февруари 2016 година во Скопскиот кривичен суд се води судско рочиште против 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Сите 29 обвинети за кумановските случувања пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Случајот подоцна се спои со молња во кој се води постапка против 8 лица помагачи на вооружената група на дива населба, со што бројот на обвинети се искачи на вкупно 37. Судскиот процес за обвинетите во овој случај се уште трае. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денес по 72 пат ќе протестираа на улиците во Скопје и широм Македонија и на југоистокот со протести од 19 часот. Не смее да не подава никој. Гледам денес малку поделени сме. Не е на добро. Многу луѓе не прашуваат зошто уште сме биле на улица секојдневно. Па да одговорим. На улица сме за следниве работи. Бидејќи сме против неуставно назначување на Талат Џафери за председател на собрање, на начин како што беше избран. Велиме јасно и гласно, тој не е председател на македонскиот народ. За нас, тој е неуставен и на незаконски начин изгласан со 50 и не знам колку претеници. Што за воидни на такви преседани ќе значат за Македонија само може да нагаѓаме, а сигурно нема да значат за добро. Мнозинството не смее да преговара со распродажба на националните интереси. Зарем мислите вие дека СДС ке има мнозинство ако не ја продаде Македонија? Ако не е тиранската платформа, СДС ке нема мнозинство. Се уште некој ли се мисли дека сите застанаат зад програмата на СДС за подобар живот? Мислите ли дека тиранската платформа нема да ја има својата реализација во Македонија начело со Зоран Заев? Овде сме да покажеме дека не се согласуваме со лажење и кражба на изборните резултати. Некој може да ги злоупотребува нашите гласови како сака. Иако некој гласал за СДС, иако некој за ВМРО. Народот одлучува. Ако гласал за СДС, не гласал за платформа. Тие сега со платформата коалицираат со СДС и за ништо друго. Тоа е НЗС помеѓу албанските партии и СДС, моментално. Дали мислите дека во иднина вашиот глас ќе биде ваше право и ќе се почитува? Треба да се замислите малку. Веќе денес не се почитува. Како ќе докажат дека идните избори ќе се почитуваат кога тие со непочитување на устав и закони се избра председател на собрање? Дали продолжување на мандатите на градоначалниците ќе значи и завршување на сите проекти кои тие ги ветија пред граѓаните кога го бараа нивниот глас на последните локални избори? Кај дел од нив овој мандат најави многу проекти од кои дел не се воопшто започнати. Уставниот суд утре треба да ја донесе конечната одлука за продолжување на нивната работа.
Уставниот суд на Македонија утре ќе одлучи дали ќе го продолжи мандатот на градоначалниците. Во услови на нејасна политичка состојба, а со тоа и неможност да се распишат локални избори, мандатот на првите луѓе на општините кои истекува на 15 мај треба да го регулира овој суд. Во иницијативите кои се доставени до Уставен се оспоруваат 2 члена од Законот за локална самоуправа, затоа што во нив не е предвидено како да се постапи во ситуација кога се пробиени роковите и не се распишани локалните избори на време. Овие избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Токму од тогаш трае неизвестноста во сите локални самоуправи, вклучувајќи ги оние на југоистокот, што без сомнение укажува на тоа дека кризата од централно ниво метастазираше и на локално. Останува отворено прашањето дали продолжувањето на мандатите ќе биде и период плюс да се завршат сите проекти кои беа ветени во програмите за овој 4 годишен мандат. Конкретно во општина Струмица, телеканал А1 досега направи повеќе анализи кои се однесуваат на различни проекти кои беа ветени во програмата на градоначалникот Зоран Заев, на чија позиција сега има вршителна должност. Голем дел од тие проекти, како што се водоводи, канализација и детски градинки во населените места, голф игралиште на Чам Чифлик, повеќе наменска хала, подземна сообраќајница кај градскиот парк, булевари и улици, споменик за загинатите во хеликоптерската несреќа, фабрики во индустриската зона Сачево, кои требаше да бидат готови до крајот на минатата година, но тие воопшто не се ни започнати. Завршување на царевите кули, подземна сообраќајница, ново турско мало, 3 нови детски градинки во селата, нов мултифункционален пазар, модерно панорамско поврзување на градот со населените места и со ридовите над градот, нови булевари, канализациони системи во селата, прочистителна станица. За сите наши прашања околу проектите контактирана беше општината. Одговорот оттаму е дека се што е предвидено во програмата ќе биде реализирано. Впрочем, повеќе месеци наназад, општината беше дел и од неколку афери кои се обелоденија во јавноста, како комплексот Цареви кули, аферата со Струмица газ, афера за подкуп, а финансиски инспектори на неколку пати ја чешла општината, што ќе остане белег на работењето на локалната самоуправа во последните неколку години. Инаку, продолжување на мандатите бара од Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда, Светскиот македонски конгрес и ЗЕЛС, затоа што во спротивно, училиштата, јавните претпријатија, културните установи и сите институции кои се опфатени со децентрализацијата нема да можат да ги извршуваат своите дејности. Продолжуваме понатаму. Македонија изобилува со многу природни богатства и интересни места што може да им се понудат на туристите во пакет кога посетуваат некои од нашите познати туристички дестинации, меѓу кои е и Дојран. Дојран е една од дестинациите која како најпознато туристичко место од југоистокот ќе се развива заедно со останатите туристички дестинации согласно државната стратегија за развој на туризмот. Насоката на стратегијата е да се развива она што го бара самиот турист. По извршената анализа од надлежните се покажало дека најголем дел од туристите се сместуваат во Скопје и Охрид, а потоа патуваат во останатите дестинации. Голем дел од туристите патуваат кон југоистокот, меѓу нив и Дојран, како транзитни дестинации до нивната крајна цел која најчесто е нашиот јужен сосед. Кај нас ги посетуваат казината, застануваат поради бањскиот и езерскиот туризам, па водејќи се од овие податоци надлежните потоа утврдуваат какви инвестиции да превземат во иднина. Колку турист дојде и се смести во Дојран, идејата е тој да му биде понудено, односно да има можност, да има информација, да му биде презентирано дека може да прошета до Струмица, може да прошета до Валандово, да види да посети, значи повеќе локации, што е можно поголем број на услуги да му се понудат за да може подолго да остане во Република Македонија. Македонија изобилува со богатства и интересни работи што може да им се понудат на туристите во пакети, сметаат надлежните. Овој тип на организации за управување со дестинации го тестиравме во Мавровскиот регион, значи во околината на Маврово ги седнавме на иста маса, значи хотелиерите, обезбедувачите на услуги, транспортерите, локалното население, се направи едно мапирање кои какви активности има, со цел кога ќе дојде туристот ќе се смести во еден хотел да знае дека, не знам, денеска може да посети јавање, се организира од страна тој и толку и толку чини, утре може да посети кајакарење или
планинарење, водичи се тие и тие, значи таков еден информационен аспект да има со цел туристот да тоа е идејата, да остави што поголем број средства во Република Македонија, односно кај локалното население. Како недостаток на југоистокот се смета и отсуството на квалитетни и современи сместувачки капацитети, на што ќе се работи во рамките на посебен проект. Во Дојран се предвидени 2 туристички развојни зони, едната во Стар Дојран, а другата во Нов Дојран. Донација на нови играчки доби детската градинка Прва радост во општина Василево, кои дечињата ги пречекаа со воодушевување. Како што истакна директорката Даниела Трајковска, тие се благодарни за донацијата, а играчките се соодветни за возраста на дечињата. Едукативни и играчки за развој на моториката, како донација денес доби детската градинка Прва радост во општина Василево. Како што истакна директорката Даниела Трајковска, овие играчки се наменети за децата над 2 годишна возраст и се соодветни за фазата на нивниот развој. Денес во просториите на детската градинка Прва радост Василево, компанијата Мани Дойл донираше играчки наменети за дечињата над 2 годишна возраст, со кои ќе бидат опремени двете занимални во детската градинка, во кои што престојува 2 групи на дечиња од 2 до 6 годишна возраст. Како директор би сакала да истакнам дека овој вид на играчки се добродојдени за дечињата од предучилишна возраст. Раното детство е период во кој кај децата се формира темелот на раното учење и развој. Донацијата беше прифатена и пречекана со воодушевување од страна на дечињата, но и вработените во градинката. Со овие играчки, како што вели директорката, градинката е комплетно опремена. Овие играчки се токму тие кои што им се најпотребни на дечињата во оваа фаза на развој, на раното учење кај дечињата, посебно кога станува збор за едукативните играчки и играчки за развој на моториката. Тие исто така се од исклучителна важност за предучилишниот период, бидејќи на едноставно преку нив можеме да учиме и преку игра. Инаку градинката Прва радост пред само 2 месеца ја одбележа 2 годишнината од своето работење, при што за дечињата беше приредена представа на која и предходеше првоаприлско дефиле. Градинката е изградена со европски средства обезбедени преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, а инвентарот и опремата се обезбедени преку Министерството за труд и социјална политика. Во градинката во Василево има 71 дете, а во нејзиниот клон во селото Моноспитово во општина Босилово се едуцираат 50 дечиња. Општина Струмица денеска го одбележа 9 мај, меѓународниот ден на победата над фашизмот и денот на Европа. На пригодната свеченост, која што се одржа пред споменикот на паднатите борци во малиот градски парк, за значењето на празникот зборуваше вршителот на должноста градоначалник на општина Струмица Костадин Костадинов. Кога го одбележуваме 9 мај, денот на победата над фашизмот, тоа треба да го правиме со дигнитет, но и со заедничка желба. Фашистичкото зло од Втората светска војна никогаш повеќе да не се повтори. Никогаш повеќе да нема крвопроливања, страдања, разрушени домови и изгубени млади животи. И кога го живееме ова време исполнето со турбулентни настани, поделби, омрази и национализми, мора да го имаме на ум минатот, за да извлечеме поуки од него. Нови војни и повампирување на фашизмот не ни се потребни. Оние што постојат нека останат во историјата, за да не бидат лекции за ужасите од минатот, за да не бидат предупредување во скицирањето на иднината. Нека ни е честит 9 мај, денот на победата над фашизмот. Одбележување на денешниот 9 мај се одржа и во општина Радовиш. Успеа да задржи на подрачјето на овие простори огромна воена жива сила која даде свој допринос на нејното на фашистичката осовина и даде свој допринос на намалувањето на притисокот врз Советскиот сојуз со цел да покасно после 6 години се извојува и победата над фашизмот, така да успеавме да го победиме фашизмот и да почнат овие новите процеси во целиот свет, па и на овие наши простори, како резултат
на народно-ослободителната борба успеавме ние македонскиот народ да дојдеме до своја до формирање на сопствена држава, прво во рамките на југословенските народи, а покасно после 8 септември 1991 година и сопствена македонска држава. И со културно-уметничка програма во Гевгелија беше одбележан Денот на мирот и единството на Европа. На свеченото одбележување беа представени 4 држави членки на Европската Унија – Германија, Шведска, Грција и Кипар, на специјално поставени штандови за секоја од овие 4 земји. И во Гевгелија годинава одбележан Денот на мирот и единството на Европа. Традиционално на денешниот 9 мај се одбележува годишнината од Шумановата декларација во која во 1950 година тогашниот министер за надворешни работи Роберт Шуман ја истакнал неговата идеја за нова форма на политичка соработа во Европа, односно неговата визија да се создаде институција во која ќе се здружат земјите и да управуваат со јаглен и челик, со што овој предлог се смета за почеток на она што денеска се вика Европска Унија. На свеченото одбележување беа представени 4 држави, членки на Европската Унија – Германија, Шведска, Грција и Кипар, на специјално поставени штандови за секоја од овие 4 земји. 12 години Република Македонија чека на прием, иако ги исполнува условите, поради проблемот што имаме со нашиот природен состав. Да се надеваме дека Европската Унија обединена не само што ќе најде сили да се реформира, туку ќе најде сили да најде слободен одговор на кризите во сите земји од Западен Балкан, ако и не се членки на ЕУ, бидејќи не наоѓањето одговор на овој проблем може да изрази несакани последици. На манифестацијата беше изведена и културно-забавна програма на која учество земаа ученици од основните училишта од општина Гевгелија, културно-уметнички друштва, а завршниот дел беше резервиран за младите членови од секциите на хип-хоп групите. Уште една информација од Радовиш. Во Радовиш деновиве се одржува саем на училишта. Традиционалната манифестација која се организира години наназад и чија цел е представување на сите образовни институции кои делуваат во оваа општина. Представува особена чест што и годинава сме дел од веќе традиционалниот училишен научен саем кој што општина Радовиш го започна со организација пред 4 години и што ова веќе станува една убава традиција преку која ги презентираме убавите достигнувања како во 5 основни училишта во општина Радовиш, така и во нашето средно училиште Коста Сусинов од Радовиш. Меѓутоа, еве како што знаевте, и со учество во поедини години на некои наши гости кои што доаѓаат на нашиот саем. Јас сакам во овој момент да ви изразам голема благодарност што земат учество и оваа година, да се извинам во име на градоначалникот и покровител на оваа манифестација господинот Сашко Николов, кој што ќе дојде малку подоцна, и со големо задоволство да го прогласам за отворен и овој 4-ти училишен научен саем. Сега ќе продолжиме со програмата како што е наведено. На почеток ќе настапат учениците од средното општинско училиште. Следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Најмалку еден човек починал како последица од топлотен удар, додека 422 лица поради истата причина се под лекарски надзор од минатата недела во Јапонија, соопшти денеска главната противпожарна управа, што е надлежна и за действија при вонредни ситуации. Од почетокот на мај, јапонците во поголемиот дел од архипелагот чувствуваат вистински летни горештини. Температурите достигнуваат и до 30 степени Целзиусови. Минатата година во Јапонија од топлотни удари починаа над 100 лица, а десетици илјади лица беа лекувани во болница.
Новоизбраниот председател на Франција, Емануел Макрон, поднесе оставка на функцијата председател на движењето Напред, што тој го основа еден ден откако со убедлива победа во вториот круг на председателските избори во Франција беше избран за председател на земјата. Ришар Ферар, главниот секретар на Напред, вчера им се заблагодари на подржувачите, а потоа одржа пресконференција на која соопшти дека Макрон поднел оставка од функцијата председател на движењето на вонредниот состанок на управниот одбор. Венецуелската опозиција денеска повторно излезе на улица во знак на протест поради настојувањето на председателот Николас Мадуро да го реформира уставот. Приврзаниците на опозицијската партија Округла маса за демократско единство се собраа во источниот дел на Каракас и маршираа до зградата на Министерството за образование под мотото "Не на диктатурата". Тие го обвинуваат Мадуро за економската криза која предизвика недостиг на храна и тврдат дека со уставната реформа ќе се спречат обидите за организирање на предвремените избори. Владата во меѓувреме ги повика своите приврзаници да организираат контрапротести. И уште една информација за ова издание на Дневникот. Времето во Македонија денеска ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено во западните делови од земјава. Ќе дува умерен северозападен ветер кој долж по Вардарието ќе засилува. Во среда предпладне на запад се уште ќе има локален дожд со слаб интензитет. Од четврток до сабота времето ќе биде стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со значителен пораст на дневната температура на воздухот, особено во петок и сабота. Многу топло се очекува да биде во јужните делови и долж по Вардарието и температурата на повеќе места ќе достигне над 30 степени. Почитувани, ова беше и последната информација за овој дневник. Следното издание на Дневникот на телеканал А1 е во 20 часот. Имајте пријатен ден. Пријатно.